Добар ден, почитувани мои. Стартуваме со нова работна недела и што значи со нов серијал во оваа недела на изданија на Црвена линија. И како почна понеделникот, нормално веднаш сме пред предизвика. Како и да не бидеме кога денес главниот град, метрополата на нашата земја е буквално целосно блокирана. А блокирани не беше само градот, туку и клучните раскрсници и повторно се создаде оној сообраќаен метеж во главниот град. Тоа што значеше дека голем дел од студентите останаа дома, болните презакажани, а за вработените вистинска голгота. Дали ќе успеат навремено да стигнат до своето работно место. Но зошто е тоа така? Држете го крадецот, повика Данила. Налагате и се кратки нозете, а долки е јазикот, одговори Ленин. Како да се реши проблемот со јавниот сообраќај во Скопје? Метро, БРТ, односно во превод брз транспорт, трамвај или доволно е само да имаме нов градоначалник? Тоа е она за што ќе дискутираме заедно со вас во ова денешно издание на Црвена линија. Не заборавајте, нашиот телефонски број е 02 307 0005. Секако ќе ве потсетам задолжително да не заследите на Facebook, на социјалните медиуми, каде што профилот е едноставно Црвена линија. Истото направете го на Facebook, заследете и Телма телевизија, каде ги објавуваме нашите теми, а секако задолжително и тоа веднаш заследете на Инстаграм. На Црвена линија Инстаграм на нашето стори, доколку кликнете ќе ве пречека денешното анкетно прашање кое гласи вака: дали ви се допаѓа бесплатниот јавен превоз ветен од градоначалничката Арсова? Да, тоа е она што ве прашуваме на Инстаграм. Секако резултатите ќе ги објавиме по рекламите. Ваше е да одговорите на прашањето со да и не. Ете вака изгледаме, тоа е она што ќе го видите доколку кликнете на Инстаграм стори. Но ние сме фокусирани на оние гледачи кои што ќе се вклучат денес, што значи вие имате предност, особено ќе ги охрабрам сите оние кои што беа затекнати од повторно блокада, метеж и блокирани раскрсници. Кој е вашиот коментар, вашето мислење околу целата состојба со протестите на приватните превозници? Добар ден од Црвена линија за првиот гледач. Да, добар ден. Па еве, денес имавте ли потреба да се движите низ градот? Нема потреба да се движам низ градот, али ги гледам циркузите на сите оние структури во град Скопје кои што прават циркузи во град Скопје. Искам да ви кажам, јас сум човек кој работел во полиција 30 години. Јас знам што е сообраќај. Тоа треба да му биде јасно. А господинот кој таму е шеф на таа фирма за јавен превоз, едниот и другиот, кога ќе му стапи човек на жуљот, одма рипа, не, тие што се нагласија 5 милиони евра, нека се докажат кај се, а не в джебој да се пикаат. Граѓаните на град Скопје не се зависни од приватниот превоз. Еве јас ќе ви кажам, превеќе градски сообраќај има над 320 автобуси. И не е вистина тоа дека господата од двете фирми ќе го блокираат град Скопје. Не. Прво и основно, нека кажат кај се парите. И јас да му кажам на тие превозници приватни што се вклопиле во тие две фирми, да подкитно ги раскажат договори со фирмите, да склучат договори со градско собрание и да си работат, а не да бидат под притисок на тие две фирми. Затоа јас порачувам на тие вработени таму подкитно да заватат работа и нека не бркат криминал. Криминалот е многу лесно да се открие. И благодарам многу. Благодарам и вам што се вклучите прв и ги искористивте вашите 90 секунди. Скопјани, поготово вие и сите вие кои што денес допатувавте во Скопје, и кои се вашите впечатоци, воопшто кои се вашите коментари во однос на она што се случува со јавните превозници, односно со приватните превозници. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Дали денес... Видете, на Скопје прво му треба сериозна фирма што ќе се бави со јавниот сообраќај, а не политички кружоци на политичките партии. На Скопје му треба, прво на ЈСП му треба сериозна реорганизација, а тоа што значи треба сериозно
прераспоредување на линиите, затоа што овие линии не се прераспоредени, ама Бог те пита од кога. Па имате и доходовни и недоходовни линии, имате дуплирање на автобуси на линии, имате непотребно влегување на автобуси во центарот. И од тоа причина треба да се направи нова студија за да се растерети јавниот сообраќај. Ali најбитно што е? Најбитно е да се види правиот број на вработени што му требаат на јавното предпријатие по гранките што ги има застапено кај него, а не според желбата на политичките партии. Не може во јавното предпријатие да имате вие потреба од возачи, да ги запослувате преку агенција за време вработувања, а администрација да вработите на неопределено време. Не е тука ни до, пазете, тука не е ни до градоначалничката, не е ни до... Ја мислам дека јавниот сообраќај во Скопје треба да се приватизира. Значи комплетно да се приватизира. И градот да не дава и државата субвенции кои не може да ги исполнат. Пензионери без пари, тоа треба да се заборави. Некој тоа треба да го плати. Тие политички реклами треба да завршат. Таму автобусите не возат на вода. Тие имаат трошкови, а тие трошкови некој треба да ги надокнади. Толку пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Значи, ќе ве посетам, заследете не веднаш на Инстаграм, инсистирам да не заследите таму со оглед на тоа што имаме активна анкета на Инстаграм стори Црвена линија. Ве прашуваме дали ви се допаѓа бесплатниот јавен превоз ветен од градоначалничката Арсовска. Одговарате со да и не. Резултатите ќе ги соопштиме сега пред крајот на ова денешно издание. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, верувам намален е тонот на ТВ приемникот, подобро ќе се слушнеме. Гледач од Краповско. Па голем поздрав до вас себе. Значи, ги гледаме циркусите и ни доваѓа смешно. Ќе направиле линија за трамвај во Скопје. Од кога ја правиме пругата? Веќе ВМРО 3 пати зема пари, од кога ја правиме? Ќе направиме трамвај во Скопје. Тоа е завршена работа. ВМРО ли обеќаше бесплатен градски превоз? ВМРО. Па еве кај нас во Крапо немаме никаков автобус, не сме виделе, така да и Скопјани нема да видат. Со такви луѓе додека ги гласат, а не си да стојат работа, ќе си одат пешки. Јас би ни препорачал, додека имам магариња по селото, да си ги откупат и да си ги терат низ Скопје. Ние не може да тераме тука. Така да малку треба се размисли. Сите министри ги дадоа на дуи. Шо барате? Дали сте лично вие корисник на јавен превоз? Ние, за жал, немаме никаков јавен превоз. Не, мислиме кога доаѓате во Скопје, дали предпочитате да користите? Аз сум возач на автобус. Така да знам што се работи и како се работи. Так. На вода не оде никое возило, а ВМРО да ги собере парите, потоа градоначалничката да ни даде пари. Окај. Тоа е срамно нешто, не си поработи малку финансиската полиција. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Ќе ги потсетам сите гледачи понатаму кои што ќе се вклучат да внимаваат на тајмерот објавен е на екранот и ќе потсетам дека додека трае караницата на релација Арсовска и приватни превозници, скопјани се приморани да ги користат само автобусите на ЈСП. Тие не се редовни во нивната траса, па сообраќајниот хаос е неизбежен, а според првиот човек на синдикатот не се ни доволни, бидејќи има повеќе линии низ кои што трасираат скопјани. Како и да и вие кои што нели доаѓате во Скопје по работа или можеби имате никакви обврски, верувам дека денеска бевте затечени од блокирани раскрсници. Како го коментира тоа следниот гледач ке ни открие? Добар ден од Црвена линија. Добар ден, благодарам. Па, јас сум на линија, не? Да, вие сте. Благодарам. Ви се допаѓа веднаш да ве прашам, ви се допаѓа ли јавниот превоз бесплатен кој што беше ветен од градоначалничката Арсовска? Прво, тоа не може да се оствари, јавен превоз бесплатен да има ни случајно. Затоа сакав да почнам од назад да се вратам. Градоначалник нов не ни треба и од овој ни е доста. И затоа што и другиот ќе дојде ќе биде бетер од овој што го имаме. Меѓутоа, ако сакат да го решат проблемот, мора трамвај на шини, трамвај на тркала, ако сакат и дополна со автобуси. Тогаш, значи, ќе имаме 3 јавни,
значи извршители на јавниот превоз, каде што ќе може и да се бира и да има и поквалитетен превоз на патниците и помалку да бидат зависни од приватните или државните. Затоа ми се чини дека некој не ја работи. Господјата Арсова, значи го откажа кредитот за трамвајна тркала. Имаме значи во начало имавме и трамвај на шини и тоа пропадна и од едни и од други од сите градоначалници. И затоа ни се случува ова што ни се случува и никогаш ние не може да имаме онаков како што ни треба градски превоз. Затоа овие бенефиции што ги давате, значи ако веќе се дава да има бесплатен превоз. Ке посетам секако да кликнете и на tilma.com.mk, наслов на кој што треба да се задржите и секако да прочитате многу повеќе на tilma.com.mk е дека приватните превозници остануваат кај Мавровка, бараат средби со советничките групи во град Скопје, потоа и со директорот на ЈСП. А ние од вас бараме да се вклучите во црвена линија, ако има некој кој што се директно засегнати со целава проблематика и нив ги охрабруваме. Во продолжение ќе ни открие следниот гледач дали користи јавен превоз. Добар ден или веќе добро вечер? Добро вечер, Тина. Поздрав, имате од Игор од Битола. Игор, дали кога сте во Скопје користите јавен превоз? Да, користам. Јас користам и автобуси и такси. И со автобус идам и со воз. Сега вака. Ке речем од Битола до Скопје уште една, ако може уште еден воз да се направи со два воза и да иде да биде по-сили пат, поубав пат, решение за Битола до Скопје, автопат со 3 ленти. А да имате за Скопје трамвај, метро е убаво, воз, автобуси, трамваи, се тоа така, треба. Да постојат е убаво. Повеќе опции. Во сите големи градови сум бил во Загреб, да? Така продолжи. Сум бил во Загреб, сум бил во Атина, сум бил во Софија, сум бил и во Америка. Користат метро. Во Кина, го измисли, кинезите го измислија метрото, трамвајот. А БРТ не знам што е тоа. Брз транспорт. Тоа е метро. Ете, сите алтернативи на брз транспорт. Како ја коментирате состојбата овај недоразбирање? Се исклучи гледачот ми е во оваато дрежја. Добро, благодарам Игор од Битола што се вклучивте во црвена линија, продолжете да не следите. Па еве, вие сите кои што користите јавен превоз во градот, како ги коментирате денешните случувања и секако сите вие кои што и не користите, треба да пристигнете на работа или можеби до својот термин закажан. Добро вечер за следниот гледач. Здраво. Здраво, секој е добро од црвена линија. Што се однесе до користење превоз, значи јавен превоз многу лепо питам. Претежно со пола доаѓам некаде во близина на центарот на градот, паркирам на места каде што не се плаќа паркинг. Си носам у гепекот велосипедот од мене и цело Скопје го врзам надлежно и попрешно. Значи живеам на периферија, ама со кола доаѓам некаде до зона каде што не ме докачува паркирањето. Како ги коментирате денешните случувања во градот? Значи, вака ќе кажам, ја ќе речам една работа, парите што ги зима авантата со автобуси, што ги купува као нови кинески, оние украински што беа, значи претходната номенклатура што беа на власт, сега да им се земаат сите тие пари од аванта што ги зимаа. Значи, пази, автобусите и украинските и кинеските не коштаат толку, што аванта се зимаше. Авантата знаеш која е, покрај мајстор да стави у джеп. Така и тој ширево авион исто така со тие електричните, исто со таа аванта нека се излече и ќе се реши проблемот. А ти у затвор да што зима авантата. Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија и добар ден или добро вечер за следниот гледач. Ало, добар ден.
Секој добро, вие сте во црвена линија, па еве како ги коментирате денешните случувања? Користите ли јавен превоз? Пред се да ве поздравам, ви посакувам убава работна недела и многу здравје. Благодарам, ви посакувам секако и вам убава недела. Ви благодарам. Вака, убаво ме подсети господинот пред нас што говореше за тие изминати 11 години. Позицијата кога дига најповеќе прашина купија двоспратни кинески автобуси. Тие коштаа колку е пола трамвај да се направи со трамвај Скопје. Верувајте, хаосот е стварно во Скопје е хаос. Скопје има, по пописот не навлегувам, не сакам да коментирам, преку 750.000 жители живеат во Скопје. А плюс што доаѓа секој дневно од другите градови, најмалку се 300 до 350.000 жители. Знаеш што хаос е. Не е сега хаос за време на Данела. Нека ми е жива и здрава. Не, во програмата ја натераа да се прикаже од ДПМН, од опозицијата, програмата бесплатен сообраќај. Тоа нема нигде во светот, само, ајде, нема врска, тоа е нивна агенда. Што се однесува до решението, немам време. Најголем спас е да се направи трамвај. Спасот за тој железнички сообраќај, хаос е трамвајот, најефтин. Не може подземни да се прават метроа и други работи. Во моментот во оваа криза спасот и апел до градоначелничката, само трамвај, пари да се земат и паметно да се изработи. Благодарам многу за јавувањето и да слушате какви видувања, размислувања и ставови имаат гледачите на црвена линија околу конкретно јавниот превоз, но и случувањата во градот кој што денеска ќе биде препознатлив повторно по блокирани раскрсници и сообраќаен колапс. Особено тоа е погубно за оние кои што брзаат и таат кон свој закажан термин и оние кои што брзаат можеби на испит или на своето работно место. Вклучуваме нов гледач. Добар ден, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Значи, трамвајот во ред. Имаме која опција да речеме. Меѓутоа во Скопје сообраќајот ја ретко користам, пошто доста пешачам, така да и не сум многу далеко да речеме од центар и пешачам, не е битно. Меѓутоа сообраќајот е катастрофа. Колку што слушнав, не знам дали е точно, во Скопје има 3 милиони возила. Мислам комплетно со све и товарни коли овако. Сега Скопје нема таков капацитет, значи таква инфраструктура за толку возила. Еве имаме и обиколница, имаме све, меѓутоа се знае кој е за каде е. Така да сообраќајот не е катастрофа, меѓутоа ја не знам што прави градоначалничката. Значи ништо нити почна нешто, нити направи. И овој сообраќај што го имавме градски, да го речам, буквално каков таков некако функционираше. Значи сега катастрофа направи да ништо не функционира. Значи јавното предпријатие не може да ги задоволи да го задоволи целата потреба што е од граѓаните. И сега вие гледајте што правите. Па додека да набавиш, додека да отвориш, не дам тендер, сега сака некој од странство да донесе тендер да отвори дали турци што се за сообраќај во Скопје градски, така да додека направиш немој вака да правиш колапс. Повдека луѓе живеат, мислам, станно го претера. Дај плати им на луѓето. И сега се на овој вика платено, овој не. Па добро, дали има некои докази, нешто да се најде, да се направи и народот да не страда. Народот плаќа и народот страда. Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Ќе одиме малку кај Твитерџи и таму секако многу се коментираше апропо денешните случувања со оглед на тоа што главна раскрсница во градот Скопје беше блокирана од приватните превозници. Ќе одиме со твитот на .ю кој што напиша: ја би дал предлог до левица партија да се ги испробаат своите луди теории за комунизам и како дел од коалицијата на Данила да предложат укинување на приватните превозници и воведување на бесплатен јавен превоз, па да видат колку брзо ќе колабира градот. Како и да е, денеска градот беше целосно блокиран, па еве, вие кои што бевте директно засегнати можете да се вклучите веднаш во црвена линија. Добро вечер. Добро вечер од црвена линија. Добро вечер. Овдека од Куманово се јавно. Од Куманово. Дали редовно доаѓате до Скопје и еве најдувате на вакви... Не, што ми е интересно на мене. Како само скопјани да се држава, како скопјани тамо, куде се кумановци, штипјани и натамо. Дали навамо да дојдете да прашате како е, што е. Како не прашуваме, секоја црвена линија, но денеска имавме блокирана главна раскрсница во Скопје,
А и до другите градови, дали се пишманија што дојдоа воопшто во Скопје? Само Скопје, Куманово и други градови. У Куманово нема ни градски ништо нема. Според вас, еве ќе искористиме тоа што се јавивте, која би била предлог тема за Куманово која што можеме да ја обработиме? Предлог тема исто како за Скопје. Дајте ги на луѓе тамо на овие приватни што штрајкуе, например. Не е реално. Што ги обеќано, што е овој да се земат пари? Така нема што. Дали кога доаѓате во Скопје користите јавен превоз, се возите со автобус? Не. Не, ништо не е сигурно. Еве железница пример не функционира. Тој гарант. Како изгледа сообраќајот во Куманово моментално? Па исто како тамо, али бетер. Ама бетер. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија и секако еве не сме ги заборавиле другите градови. Ова е актуелна тема, но верувам дека во работен ден, поготово на почеток на работна недела ден како понеделник, многумина од вас има работа во Скопје, па еве дојдовте во Скопје и начекавте сообраќаен метеж и блокирана главна раскрсница. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Ало. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Ало, добро вечер. Добро вечер и вам. Сакам да зборувам малку за на Црвена линија за сообраќајот. Повелете. Јас сум тука од Скопје и пензионер. И многу се лутам на Арсовска што даде тоа бесплатно на овој на оној. Ако е пензионер било кој, дека си изоди картичка и не е многу скапа, а не вака да прави ова тешка мизерија. Како може да биде пензионер со 10.000 динара? А дали се свесни кои се тие со 10.000 динара? Сите што се занаечи, да не ги набројувам, кафанчиња, пилјарчиња, сендвичари, градежништво, да не бројам превакој пари, невидени се кајни парите и на крај крајшата нив ги помагате. Па ова е жалостно бе. Не се помага на вистинскиот пензионер, не се помага на вистинскиот работник што се допринесува на мршојаци, ни ВМРО, ни СДС. А преводно да си замена двете корпи да ги нема, да ги нагледам. Тие се ѓубриња невидени. Без навредливи зборови. Ете, се активираше Црвената линија. Може би гледачот прв пат се вклучува во Црвена линија, ќе му се заблагодариме најнапред што искористи можноста, нека продолжи да не гледа, но златно правило во Црвена линија, подобро да речам црвено правило е што Црвената линија веднаш се активира при користење на навредливи зборови кои што алудираат на насилство и секако говор на омраза. Слободно може да го кажете вашиот став, но и тоа може да се направи, доволно да се отфрлат зборови и термини кои што имаат навредлива конотација. Добро вечер за нов гледач, верувам дека го имаме на линија. Ало. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Добро вечер, од Куманово. Од Куманово повторно, имавме гледач. Не ги критикувајте градоначалничката. Не критикувајте градоначалничка, никој не е крив. Една држава кој во главен град нема трамвај, тоа не е држава и не е главен град. Разбравте сега, не овој автобус и не оној, нека се трудат тие во парламент да стават трамвај. Завршена, без трамвај нема главен град на државата. Се најубаво пожелувам. Тоа би било се? Се би било, само тоа. Дали верувате дека Скопје може би подобро да има метро? Пак. Еве Скопје, мислите ли дека подобро ќе му биде да има покрај трамвај и метро? Мора да најдат, мора да реализират без трамвај, со автобуси. Тие автобуси земе фрлете ги негде у отпад, пошто луѓе возат, не возат стока. Без трамвај нема главен град во државата, знаете тоа. Значи за вас е пресудно да имаме трамвај. Нека се трудат малку да не лажат народ. Каков е сообраќајот во Куманово, еве тоа да искористиме да прашаме? Без трамвај не бива. Во Куманово каков е сообраќајот? Види, во Куманово не е главен, Куманово не е главен град. Куманово не е главен град. Ние зборуваме за метропол, што се рачуна како метропол.
Да се зборуваме за метропол, за во Куманово да не зборуваме. Знаеме кој што мислеле дека 100 години со магариња ќе идеме БТР у Куманово, не го зборуваме. Благодарам за јавувањето. Секако продолжете да не гледате и имаме поприлично многу гледачи од Куманово. Сега ќе одиме повторно малку на Твитер. Издвоивме уште еден твит кој му припаѓа на Карамба Барамба. Вака има напишано: додека трае протестов на приватните превозници, МВР, например, може да провери какви гуми имаат паркираните автобуси на сред раскрсница. Гарантирам дека ќе бидат сите изненадани. Но јас не сум изненадена ако имаме гледач. Велам добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, одлично ве слушаме, тоа мене ми е барем важно. Па и ве корисник ли сте на јавниот превоз? Не сум корисник на јавниот превоз во Скопје, кога доаѓам, али едно би кажал еден коментар. Значи, ке се послушам со една стара поговорка, значи, што садеа Скопјани, тоа и ке жнеат. Значи, тие се изглашаат да не Ларзов, инвестуваше бесплатен јавен превоз. И па дали ви се допаѓа бесплатниот јавен превоз ветен од градоначелничката? Да, супер, многу е добар. Само може да се окористат пешки Скопјани. Доколку одат пешки или користат велосипед, тогаш сигурно ќе им биде бесплатен. Значи, имаше многу добра програма и физибилити студија за БРТ јавен превоз. Значи, одобрен од Европска Унија, колку се сеќава, изнесуваше негде проектот околу 70 милиони евра. Истите тој проект наместо да го продолжат, го стопираа. Значи, со најава дека ќе купат многу нови автобуси и дека тоа е се лесно и изводливо. Али во пракса не е баш така. Така да, тоа може да го кажам јас. Иначе и претходниот гледач многу добро кажа, значи метро тешко може да се изгради сега со ова инфраструктура во Скопје, али единствено решение според мене беше БРТ транспорт. Благодарам многу што се јавивте си како останете со црвена линија и понатаму ќе имаме многу нови гледачи и секако ве слушаме и идејни решенија што би било најдобро за главниот град, како да се регулира сообраќајот, односно како да добиеме квалитетен и брз сообраќај. Добар ден или добро вечер? Ало? Добро вечер, црвена линија. Добро вечер. Секој добро и вам. Се уклучувам за јавниот сообраќај. Овие денови ја слушам градоначалничката ги напаѓа приватните линии, приватните фирми. Како прво она кажува дека они подавале карти. Како може тие 5 години да не ги внесат парите во благајната, они кога ги подигаат картичките, они ги задолжуваат книговодствено. Како може 5 години да не се да должат луѓето и никој да не одговара. Тоа во никој случај. Како давале 5 години, знаеш што значи? Тоа више е застарено побарување. 5 години, 3 години паричните средства застаруваат. А сообраќајов е хаос. За сообраќајов да не зборуваме. Дали сте корисник на јавен превоз? Јавниот превоз го користев еден период, сега не го користам. Така да и порано беше така. Јавниот превоз се чека автобуси со сатови, нема линии, еве 118 линија што е кога ја има, кога автобуси крш автобуси пушта, а градоначалничката се фалеше со се. Зошто на пензионерите да им се дозволи бесплатен превоз? Кога тие земаат пензија за 300 денари, секој пензионер може да се... Благодарам многу, ќе подседам, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Продолжете да не гледате. Ако имаме гледач, веднаш ви даваме предност. Добро вечер. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Благодарам. Дали сте корисник на јавниот превоз во главниот град? Да, сум корисник во јавниот превоз, да. Да. Па еве, сум корисник, да. Колку сте задоволни? Дали има доволно линии? Како ги коментирате денешните случувања? Дали може би, како што рекоа гледачите, трамвај е вистинското решение за овој град?
Не знам, ја мислам трамвај е вистинско решение, да. Трамвај да, треба. Добро денес, еве, дали заглавивте во сообраќајниот метеж, како ги коментирате денешните случувања и протестот на приватните превозници? Па не, ама не заглавив денеску метеж, имаше да дојде автобуси, среќа имаше Савајле. Дојдоа 3 автобуси наеднаш, еден по еден. Еден по синдикат. А за протести више преку глава се тие протести со автобуси за чекање, ама треба, мислам, да се фокусираат градоначалничката на тоа, да нема протести, веќе едно за секојаш да се реши тоа. А за трамвај треба да има трамвај во Скопје. Треба да се има трамвај, да. Добро. Дали тоа би било се, бидејќи имате уште малку време? Па, и вие се согласувате дека трамвај е нешто што му е неопходно на градот? Па трамвај не е најпотребен у Скопје. Благодарам што земавте учество во Црвена линија. Одиме понатаму, ако имаме гледач, го вклучуваме веднаш. Добро вечер, веќе. Добар ден. Добар ден. Секој добро. Добар ден. Дали сте корисник на јавен превоз? Ало, не, поддржувам го. Слушај. Да, ве слушаме. Ги поддржувам сите превозници што протестираат. Приватните. Тоа се излагање од ова Арсовска. Ова многу јака игра, одигра, како независна од опозицијата. Проектот е нивни и витувањето нивни и превозот се ништо не исполни, него се занимаваше со бркање, иако глас, со бркање директорчина од опозицијата. Он ја даде една верба гласина. Ова жена е виновна за се и ништо не е исплатила на луѓето што на превозниците и си барат пари. И сега виновни биле, да речеме, опозицијата. Опозицијата ли е виновна? Опозицијата не е проектор, не е проектор. Она ги излажава опозицијата. Проектор е мој, јас си имам добра виза, имам идеи, имам ово и ништо не исполни што ови витуваше за Скопјани. Ова жена треба да одговара, дури и навредува опозицијата, дека е виновна и дека нешто ќе исполне на овои граѓани и уште ги залажува и цел град да е во... Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Повторно ве прифрлам на Твитер. Ке прочитам уште еден твит објавен од Macedonian Lawyers for Human Rights. Ова е македонски адвокати за човечки права. Напишано е, разбирам, еве малку ако ќе го зголемиме, подобро да го видите и вие, драги мои. Разбирам дека протестов низ Скопје е многу непријатен, ама разберете, протест. Немам никакви симпатии за приватните превозници, а меѓу другото, според мене не би требало ниту да постојат. Ама не може да бираме кој смее да протестира според тоа дали го поддржуваме или не. Да видиме како ќе коментира следниот гледач со оглед на тоа дека денес на вистина Скопје повторно со блокирани раскрсници и комплетен сообраќаен колапс. Граѓаните секако страдаат. Добро вечер. Добар ден. Добар ден и вам. Па еве, дали сте пред се корисник на јавен превоз? Да, корисник сум. Добро. Од време на време, нели, зависи. Него би сакал на претходниот гледач на Твитер што напиша дека не се потребни приватниот превоз. Долго време размислав дали да се јавам и да кажам една, ајде да кажеме на соломонско решение и на Советот на град Скопје или било што. За да не се случуваат во идни на вакви ситуации, најдобро е градоначалничката, која што нормално ќе треба време да се докажува, нека го укине приватниот превоз и нека сите возачи, шофери ги нормално ги запусти во градскиот сообраќајен превоз. Тоа ќе биде најдоброто решение, затоа што на нас граѓаните не интересуваат приватни или било што, нас не интересира превозот кој што до сега се одвиваше, нели? Значи, нека ги укине приватните, нека ги запусти сите во градскиот
како шофери. Затоа што како бројчано ни требаат. Тоа е едно, а за метро, дај Боже да... Или трамвај, гледачите веруваат дека трамвај реши. Да, трамвајот е многу поизводлив за скопското подречје, така да би сакал да еден ден да има и трамвај, ете толку. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Продолжете да не гледате и ме слушаме се повеќе нели јавувања и што е најважно тоа се размислување и констатации на оние кои што го живеат овој град пред се и нормално идејни решенија за тоа како скопјани може да имаат поквалитетен и побрз јавен превоз. Добро вечер за новиот гледач, ако го имаме на линија. Добро вечер. Секој добро и вам. Па и корисник ли сте на јавен превоз? Да, веќе 15 години. Секогаш биле коректни приватните превозници. А последно време се обновени автобуси. Ало? Да, продолжете, ве слушаме. Вака, значи целосна подршка кон нив, бидејќи 15 години коректно, уредно до работа и од работа се иде со нив, значи никогаш немало проблем и сами гледаме дека е проблемот кога нив ги нема, каков хаос се создава. Не дека се на раскрсницата, туку нема едноставно тие автобуси. Чекаме, еве денес така недостаток од линии и конекти, точно. Денес буквално саат и пол чекав на автобус и не можев како да оправдам моето отсуство од работа. Значи, подитно, градоначалникот би го, значи, ако се прешуваме да се смени, бидејќи да се решат сите и останати проблеми, не само со превозот. Бидејќи настанаа сите проблеми што ги имаме во градот, откако дојде новата градоначалничка. Дали гледате метро и трамвај да биде едно супер решение за овој град? Не, искрено не. Значи, би продолжила пак, како што кажав, како што нагласив, со приватните автобуси, како што ги обновија, значи редовно како што идат. Така, благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. И добро вечер или добар ден за следниот гледач. Ало? Добар ден или добро вечер, во Црвена линија сте. И добар ден и добро вечер. Така, може, две во едно. Да. Дали користите јавен превоз, еве? Понекогаш. Понекогаш. Како ги коментирате денешните случувања и што е подобро за Скопје? Треба да се најде некое решение, некоја солуција, меѓутоа ја колку што знам, се двоја средства за јавниот сообраќај, но предпријатија. И затоа би требало тие да си ги решават проблемите со приватните превозници. Не може ни во градското собрание да ги решава. Ајде, ја не знам што е дрво и камен по градоначалничката. Што може од джеб да им извади пари да им даде? Та не ги потрошила тие пари. Како така? Што е тоа вака да биде, така да биде. ВМРО и даде подршка, откако виде дека не може да команда со тендерите и да управува дрво и камен по градоначалничката. Такво нешто не постои у светот. Како што има Македонија кај нас у Скопје. Сега вака. Јас мислам дека ние, пошто не сме многу богата држава, најефтината варијанта да се земе трамвај може да биде многу добро решение за Скопје. Поред мене. Да, еве на анкетното прашање да уште одговор, дали ви се допаѓа бесплатниот јавен превоз ветен од градоначалничката Арсовска? Ми се допаѓа, зашто да не ми се допаѓа? Мада не го користам многу, ама ми се допаѓа. Тоа е добро решение, ете така и за... Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Нешто што можеме како заклучок да кажеме, како идејно решение за јавен превоз од гледачите е користење трамвај. Добро, да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден или добро вечер? Дали се слушаме? Ало? Добро вечер, Црвена линија. Да, се слушаме. Вие сте во Црвена линија и еве да ни кажете дали сте пред се корисник на јавен превоз. Не сум корисник на јавен превоз, меѓутоа има решение. Повелете. И тоа многу едноставно и брзо.
Решението е градоначалничката да ги избрека сите тие што им се прстите замешани во медот и работите ќе си тргнат како што треба и нема проблем да имат. Овака сите се мешаат кој може колку повеќе да заграби, а градоначалничката ја навоѓате крива. Нека си ја тера работата жената како што мисли и како што знае. Поздрав! Добро, благодарам многу за јавувањето. Ова до ние гледачи кои беа куси и јасни, а ние сега ќе бидеме уште поесни затоа што одиме со реклами, малку да одмориме, па резултати од анкетата. Сега е време да ги соопштиме и резултатите од денешната анкета. Ќе ве потсетам за следете на Инстаграм за да земете учество во наредната. А на денешното прашање дали ви се допаѓа бесплатниот јавен превоз ветен од градоначалничката Арсовска, со да одговорија 45%, а со не 55%. Ве препуштам на програмата на Телма телевизија. Имате ми убаво попладне. Јас и вие повторно заедно во нашиот термин утре. Довидување.